Дел од поранешните работници во текстилната компанија Европа Фешн во Штип денес излегоа на протест за да алармираат во безизлезната ситуација во која што се наоѓаат. Имено и по една година откако останале без работа, тие и понатаму не можат да ги добијат заработените пари. Бараат подитно надлежните институции да излезат на терен и да ја утврдат фактичката состојба. За 3 месеци не зедовме ни плата, не зедовме ништо, никакви придоници, не беше укинато здравственото осигурување, значи немавме буквално ништо. Затоа бевме оставени без плата, без пари и да се снаоѓаме кој како може. Затоа очекуваме дека барем основата што треба државата да ја преземе за нас, како што е заштита на нашите права, плаќање на придониците, да не останеме само како бројка што биле напуштени без никаков приход. Управителите на фирмата се бугарски државјани, а истите на своите работници им дале откази од деловни причини. И така не оставиене на милост и немилост. Без пари, здравство неплатено, не те питуваат дали имаш или немаш. Јас се вртам на кај бугарката и она ме вика ќе се снајдете. Како да се снајдеме, викам, а јас ќе ти ги зјам сите пари, па ти се снајди. И она трае и ме гледа. Како може да се снајдеш кога ти немаш ништо 4 месеца без пари? А како да се снајдеш? Прво до здравство не можеш да дојдеш. А сите сме под лекарства. И сега треба да дојдеш да се молиш, а нема на кој да се молиш, што може да те услужи да ти даде некој лекарства. Ово не е фер. Се мислат дека само са они мокни. Па ние што да правиме што не сме мокни? Ние се отражаме нашто. Криминално што се направи си знаеме кој го направи и затоа нека ни исплатат, нека чистат со нас и натам што сакат нека прават. Од Сдруженијето за заштита на работничките права Гласен текстилец од Штип бараат подитно институциите да започнат конечно да си ја вршат својата работа. Оваа фирма работеше некаде околу 17 години, значи преку двете правни лица, Европа Фешн, Ферматекс, станува збор за над 110 работници, околу 112, различно е по месеци, станува збор за плати за месец април, мај, јуни, опремнени, К-15, испратнени и слично. И повторно велам, значи 200.000 евра или над 13 милиона денара е само долгот кон работниците, не ги ставам овде даноците кон државата, кон државниот буџет. Не е нормално после година и кусур да немате одговори од оние кои што се должни да ви одговорат на ваков еден случај и дополнително вие ги гледате огласите за продажба и никому ништо. Збориме за 200.000 евра. Додека овде имаат бараат побарување, кога што се јави некој од колегите, 2 милиона е продажбата на имотот. Што прават нашите институции во цела оваа постапка? Со овој случај практично Штип повторно останува символ за неправдите во текстилната индустрија, каде што работниците со години работат за минимална плата, а понекогаш остануваат и без таа.